Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. И ово утро срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Секој утро ова емисија емитуваме од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Денеска сме 30 декември 2021 година, четврток, 364 ден во годината. Уште еден ден не дели од почетокот на новата година. Што се однесува до утринскиве сервисни информации за времето, какво ќе биде и какво беше синоќа, би прочитале дека ќе биде денеска променливо облачно со услови за слаб локален дожд, ќе дува умерен до засилен северен ветер, особено изразен вдолж поврдарието. Утрово во Кавадарци 8 на тмурен ден, односно облачен ден. Се надеваме дека во текот на денот ќе го видиме и сонцето, малку росеше синоќа, значи влажно е, но сепак позитивна е температурата. Еве како се движа синоќа, ќе се движа денеска температурите, значи од -1 до 4 во скроз западните делови на нашата земја, во северните делови Скопско-Кумановскиот регион од +1 до 8 степени. Во Теквишијата, како што реков, 8 на облачно, но ќе го видиме сонцето и денеска, неговите топли зраци, температурата ќе биде од 4 до 11 степени, во крајниот југ, Гевгелискиот регион од 8 до 12 степени, Пелагонија ќе биде од 3 до 9 степени и во Охридскиот регион од 1 +1 до 9 степени. Значи имаме релативно топло време и интересно, температурите кои ќе следат во следните денови се многу високи за овој дел од годината. Еве, во следните 3 денови како ќе биде температурата на овие простори. За 1 јануари, тоа е сабота, ќе имаме утринските од 1 до 6, а максималната температура ќе се искачи од 10 до 18 степени. Во минатите години ова време имавме снег, но еве, ова година ќе имаме релативно топла нова година. Предпладне, поделни котлини со појава на магла, преку денот претежно сончево, на североистокот со умерена облачност. Кон крајот на денот облачноста ќе се зголеми, ќе дува слаб до умерен, а попладне вдолж поврдарието на места засилен ветер од северен правец. Тоа е прогноза за 1 јануари. Таква ќе биде слична температурата и на 2 јануари, на 3 и така натаму, значи максимално ќе имаме во сабота до 18, додека на 2 и на 3 малци ќе опадне температурата, но сепак ќе биде позитивна од 8 до 16, односно на 3 јануари од 6 до 12 степени. Очигледно, убава температура и време да празничните денови ги искористиме во прошетка, во природа и да дишеме чист, свеж воздух. Бидејќи ова е христијанско радио, почитувани гледачи, ќе се помолиме на почетокот пред да поминеме на нашите содржини кои ги приготвивме за вас во ова наша утринска емисија. Господе, ти благодариме уште еднаш за овој нов ден и ова ново утро што не пробуди на нов живот. Те молим и денеска, нека Твојата милост не прати Твојата заштита. Тоа те молиме во името Исусово. Амин. Пред да ја споделам утринската порака, почитувани гледачи, еве, наместо неколку капки на мудроста, ќе прочитам за 3 работи во животот. 3 работи во животот кои, кога еднаш ќе си заминат, никогаш не се враќаат. Тоа се времето, зборовите и приликите. Значи, времето никогаш не се враќа. Еве, на крајот сме од оваа календарска година, 360, како што спомнавме, и 4 дена, тие веќе не се враќаат. Секако ќе дојдат нови денови,
но тие се неизвестни и несигурни, меѓутоа тоа што поминало не се враќа повеќе. Зборовите се искажени како птица пуштена во воздухот. Значи, едноставно, кога нешто ќе кажеме, тие не можеме повеќе зборови да ги повратиме. И затоа да внимаваме што зборуваме, како зборуваме. И трето, приликите. Приликата се еднаш укажува. И затоа тие три работи, како овде што напишал некој, не се враќаат. Три работи во животот кои можат да уништат некого. Прво, лутина. Второ, горделивост. И трето, отсуство на проштевање. Тоа се значи три многу важни работи. Три работи во животот кои не смееме да ги изгубиме. Надежта, мирот и честноста. Три работи во животот кои се највредни. Некој ги запишал следниве. Љубовта, семејството и пријателите и љубезноста. Три работи кои никогаш не се неизвестни. Среќата, успехот, соништата, желбите. И на крајот три работи во животот што го карактеризираат човекот или личноста на човекот. Преданост, искреност и истрајна работа. Значи, тие се навистина добри, доблести, карактерни особини, како што е преданоста, искреноста и истрајноста во работата. И сосема на крај, три работи во животот кои се навистина постоени. Таткото, Синот и Светиот Дух. Тие се вечни од вечни времења. Сега би сакал да ја проследиме, почитувани гледачи, утринскиот стих или утринската порака. Верувам дека вие кои сте на вашите работни места, може би рано станувате и немате време да ја отворите Библијата, но еве јас сега ќе ви прочитам текст од Светото писмо и мал коментар за денеска, четврток, 30 декември. Текстот го наоѓаме или стихот го наоѓаме во книгата на пророк Даниел, 12 глава, 3 стих. Разумните ке блескат како сјајниот небесен свод и кои ги учеа мнозината на праведност како звезди довека во сета вечност. Насловот на ова утринска порака гласи награда за оние кои придобиваат души за Христа. Во нашиот сегашен живот, иако е земски и ограничен со гревот, најголема радост и највисоко воспитување се добива со служење. И во идниот живот, неограничен со грешна човечка природа, наша најголема радост и наше највисоко воспитување ќе го наоѓаме во служењето. Ако делото на некој човек се задржи, тој ќе прими награда, вели апостол Павле. Величествена ќе биде наградата на верните работници кои еднаш ќе се соберат околу престолот на Бог и јагнето. Тие учествувале со Христа во неговите маки, соработувале со него во планот за откупување и затоа со него ќе ја делат радоста кога во Божето царство ќе ги видат спасените кои таму ќе го слават Бога низ целата вечност. Еден христијанин во една прилика рекол дека кога ќе дојде на небото, очекува дека ќе биде изненаден од три нешта. Таму не ќе најде некој за кој не очекувал дека ќе ги види. Ќе се зачуди што нема да ги види оне што ги очекувал да се сретне и на крајот најмногу ќе биде изненаден што тој како недостоен грешник ќе се најде во Божиот рај. Мнозина кои како христијани на земјата заземале високи положби нема да бидат во големото мноштво на срекници кои го обкружуваат престолот. Они кои имале знаење и таленти, а сепак уживале во препирки и раздор нема да бидат меѓу откупените. Тие сакале да направат нешто големо за луѓето да им се воодушевуваат и да им ласкаат, но нивните имиња не се запишани во книгата на животот на јагнето. Не ве познавам се тажни зборови кои Исус ки им ги упати на таквите. Оние чиј живот бил разубавен со мали дела на љубезност, со нежни зборови на љубов и сочувство, чиј срца избегнувале кавги и расправи, кои не направиле ништо толку големо за да бидат фалени од луѓето, таквите се наоѓаат запишани во книгата на животот на јагнето. Иако светот ги смета за неважни, нив Бог ги признал пред целата откупена вселена. И тоа беше пораката утринска, почитувани гледачи, награда за оние
koji pridobiva duši za Hrista. Ajde deneske nije da bideme luge mostovi, za da gi nasočimo, ili patokazi da gi nasočimo luge takom Hrista, da bideme lovđi na luge, kako što veli apostol Pavle, odnosno Isus Hristos, koga im rekao na učenici, tekeve naprava, lovđi, znači ribari na luge. Iako znajme da je Hristovite učenici pretežno bile obični luge, neki bili pastiri, neki ribari, međutim Isus sakal od njih da napravi lovci na luge, spasitelji na luge, da gi nasučat luge tokom Hrista. I zato ovdje, kako što pročitavme v tekstu, v komentar od Bog od nas očekova jednostavni raboti. No ti koji se pravili mnogo golemi na ova zime, koji bili gordi, ovdje veli tekstu deka nema da se najdat u carstvo to nebesno. On je čiji život bil razubaven so mali dela na ljubeznost, so nežni zborovi na ljubov i sočustvo, čiji srce izbegnuvale kavge raspravi, koji ne napravili ništo toliko golemo za da bidat faleni od lugeto. Takvite se na ogled zapišeni v knjigata na životot na jagneto. Iako svetot gi smeta za nevažni, niv Bog gi priznal deka tije se najvrednite v njegovite oči. Bog gi priznal pred celata otkupena vselena. Neka Gospod mi pomogne i nije deneska da bideme tije luge koji ke bleskame za Hrista, ke ga odsjevuvame njegovi od karakter v naš od karakter, odnosno v našte životi. Odeme sega so jedna pesna, a potom povtrom se vrakeme v našata emisija.
Драги гледачи, повторно во живо во нашата утринска програма. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо нашата емисија и ово утро 30 декември 2021 година. Полека се ближиме кон крајот на ова календарска година, ќе заокружиме еден круг и ќе отпочнеме еден нов круг. Така да, сега пред нас е рубриката за молитвата, преку која ние уште еднаш ќе кажеме колку е вредна и важна молитвата во христијанскиот живот. Верувам дека ние како христијани, без разлика во која деноминација се наоѓаме, ја користиме молитвата во нашиот верски живот. Бидејќи молитвата е разговор со Бога, како со пријател. Во молитвата ние ги искажуваме сите наши потреби, сите наши потешкоти, но и нашите радости. Преку молитвата ние воспоставуваме директна конекција или комуникација со небото. Преку молитвата ние може да бидеме и посредници за наши пријатели, за наши роднини, за оние кои може би имат проблеми во својот живот или пак се болни. Затоа Библијата вели молете се еден за друг. Кога ја читаме книгата на апостол Јаков, претежно тој зборува за таа посредничка молитва колку е важна и вредна во животот на христијанинот. Ние во минатите емисии скоро секој утро пренесувавме интересни искуства од книгата Неверојатни одговори на молитвата. Значи, преку ова книга сакав да ви ја доближам вредност и значењето на молитвата од господинот Роже Монро. Човек исполнет со молитва, човек кој имал свој список на стотици лица за кои посредувал и за кои се молил секојдневно. Пренесувавме интересни искуства од неговиот живот. Па еве и ово утро, секако и утре, во утрешната последна емисија од ова година, ќе пренесеме уште неколку интересни искуства и совети зошто Роже се дал и едноставно се молил секојдневно за своји пријатели, за своји роднини, за своји познаници и воопшто за луѓе кои прв пат ги сретнал во својот живот. Молитви за безживотните и слабите, односно молитви за безбожните и слабите. Интересно, тој се молил и за оние безбожни кои биле луѓе кои не верувале во Бога, но благодарение на неговите молитви Бог преку Светиот Дух помогнал да таквите луѓе се обратат, односно да станат Христови следбеници. Видов дека посредувањето внесе речиси неверојатни промени во животот на многумина. Успесите кои ги стекнува во службата на молитвата во цело се резултат на божественото дејствување на Светиот Дух. Никаква слава не можам да си препишам себе си. Ние за човечкиот ум жестоко се бориме со силите на темнината, врз основа на искуствата, односно на искуството, заклучив дека само Светиот Дух може да извојува победа. За да им помогнем на луѓето, ги следев упаствата дадени во Копнежот на вековите. Тоа е една прекрасна книга, почитувани гледачи, од списите на Елен Вајт, и секој кој сака да има и да купи таа книга, може ние да му возможиме. Прекрасна книга, тоа е книга коментар на 4 евангелија од Новиот Завет. Само сериозните и страјните молитви, упатувани кон Бога со вера, може да им помогнат на луѓето да добијат потпора од Светиот Дух во борбата со поглаварите и властите, со управителите на овој мрачен свет, со духовите на пакоста под небото. Тоа е цитат од книгата Копнежот на вековите. Дали овде приметивте, почитувани гледачи, само сериозните и страјните молитви упатувани кон Бога со вера може да им помогнат на луѓето да добијат потпора сила, значи од Светиот Дух во борбата против поглаварите и властите, со управителите на овој мрачен свет, со духовите на пакоста под небото. Значи мора да бидеме упорни во молитвата, истрајни, и тие молитви треба да бидат упатени со вера. Сум видел како посредничките молитви му отвараат пат на Бога да може да ја покаже својата милост за оние кои не ја заслужуваат. Молејќи се за безбожните и слабите, бев многу охрабрен од цитатот на Елена Вајт, која кажува дека Бог со задоволство им помага на оние кои не заслужуваат. Ево уште еден цитат. Милоста е Божја особина,
која Бог ја покажува спрема човечките битија кои не ја заслужуваат. Ние не сме ја барале, но некој друг ја барал за нас. Значи, тоа е таа посредничка молитва. Бог се радува кога ќе ни ја подари својата милост, не затоа што сме ја заслужили, туку затоа што воопшто не сме ја заслужили. Барањето на неговата милост е наша најголема потреба. Како што минуваше времето на мојата служба, анализирав година по година, прелистувајќи ги жолтите страници со огласите на своите клиенти, забележувајќи како Божиот дух ги променил и ги просветлил животите на некои безбожни личности за кои се молев, па станав уште поодушевен за службата на молитва. Лете, браки, сестри, драги пријатели, почитувани гледачи, колку е тоа важно да се молиме еден за друг. Барав од Господа поголемо искуство во молитва, за да можам да видам како Светиот Дух ги благословува животите на многу луѓе. Не помина долго, а тој одговори на моите молитви. И сега тој раскажува уште едно искуство, сакам да го прочитам, почитувани гледачи. Тогаш бев во 5-та деценија на својот живот и имав големо работно искуство. Но еден ден сватив дека дојде време да ја сменам работата. Физички почнав да заслабнувам, а во ушите ми одекнуваше реченицата која неодамна ми ја упати мојот шеф. Роже, сериозно размисли за пренесување на своето животно искуство на младите, затоа што доаѓа време кога веќе нема да имаш сила за толку работни часови. Ме подсети на бројните успеси во управувањето, како што беше во 1970 година во Канада, кога помогнав при обновување на телефонскиот именик за новата телефонска компанија во Брунсвик. Прифаќајќи одговорноста, му предложив да направиме повеќе двојазични телефонски именици за некои подрачја во Канада во кои живее над 50% население со француско потекло. По повеќе неделна борба, работата тргна на добро и јас се вратив во Бафало. Работата во Нью Брусвик доживеа голем успех, зашто Бог ја благослови. Од тогаш управата ми нудеше одговорни места, но јас ги одбивав. Нема ли моето заминување во управата да ги попречи Божите благослови, се запрашав. Нема ли да работам во својата нејака човечка сила? Ако ја преземам одговорноста на луѓето кои со својот говор го омалужуваат Божето име, можеби Бог нема да ми даде успех во работата. Многу учтиви, воспитани и образовани луѓе на кои им бев предпоставен, може да останат без искуство со Бога. Зборовите од книгата на пророк Исаја, 59 глава, 1 и 2 стих, со години бија патокас во мојот живот. Не е прекратка Господовата рака за да спаси, ниту увото му заглавило за да не чуе. Туку вашите беззаконија создадоа разделба меѓу вас и вашиот Бог. Вашите греови го сокри неговото лице и тој веќе не ве слуша. Не сакав ништо да се испречи помеѓу мене и Бога. Секогаш одново се прашував, и нема ли однесувањето на оние на кои су им предаден да издигне пречка помеѓу мене и Бога, така што тој нема да може да ме благослови. Го изнесов овој проблем пред Бога, барајќи одговор на своите прашања, откривајќи желбата Бог да ми покаже јасен пат по кој да одам. Што Бог му открил? Како Бог му открил на Роже, ке слушнеме утре во нашата последна емисија од оваа година. Следете не и утре, почитувани гледачи, да видиме што се случило со господинот Роже, како Бог му одговорил на неговите прашања. Бидејќи, рековме, крајот на годината, ние сакаме како редакција, почитувани гледачи, да ви подариме новогодишен календар. Сега од режија ќе видите сликата од календарот и сите вие кои сакате да имате новогодишен календар за 2021 година, слободно пишете ни, јавите ни се со порака, ние ќе ви го испратиме или нашите соработници ќе ви го достават на ваша домашна адрес. Еве го имате веќе календарот, ние го имаме во студиото овде, значи имаме доволно количини за сите вас кои ќе посакате да го имате овој новогодишен календар за ова 2022 година, да ве подсетува со еден убав библиски текст, да се сеќавате дека навистина Господ нема да не остави
kako što čitav mi pred malce Božeta raka не е прекратка и Божето не е така тврдо да не ги слушне нашите потреби и нашите молитви. Се враќаме повторно во нашата програма со следниве наши содржини. Не знам дали имаме песна од режија или ќе одиме со следнава ова. Добро, одиме сега со искуство, потоа ќе одиме со песна. Знаете, секој утро пренесуваме разни искуства на луѓе кои доживееле средба со Бога или го запознале Бога или нешто доживееле интересно и тие го споделија со нас. Ово утро сакам да ви прочитам едно кратко искуство на една жена која навистина доживеела една голема трагедија во својот живот. Ова жена се вика Неда. Една жена по име Неда го дала следниот оглас во локалните весници. Ако сте осамени и имате проблеми, повикајте ме. Јас сум во инвалидска количка и ретко излегувам надвор. Можеме да ги поделиме проблемите, само повикајте ме. Би сакала да разговарам со вас. И навистина, после овој оглас, што оваа господја Неда го дала во дневните весници, добила на десетици и на десетици повици. Примила бројни одговори на низиниот апел. Преку 30 повици секоја седмица. И сега се постава прашање што ја потикнало таа жена од својата инвалидска количка да настојува да им помогне на другите луѓе. Како може ова жена која е инвалид во инвалидска количка да им помогне на другите луѓе? Дури се обидела да се самоубие во еден миг од својот живот. Иако имала совршено здравје, добро здравје, но пред да остане инвалид, таа имала совршено здравје, но била мошна очајна. Додека била физички здрава, таа во еден миг сакала да си го одземе животот. Дури и се обидела да се самоубие. На тој начин што скокнала од својот прозорец во висока зграда, па кога паднала доле, наместо да загине, таа сепак останала инвалид, ја спасиле и ја однеле, односно во болница. Инаку да ви кажам, почитувани гледачи, утрово кога доаѓав овде во студиото и кога го отворив мобилниот, прочитав една многу жална вест. Господја во раните утрински часови или синоќа касно, не сум сигурен, си го одзела животот во Скопје, фрлајки се од 5-тиот кат на својата зграда. Ова ме потсети нова жена, инвалид, Неда, кој исто така сакала да си го одземе животот и скокнала од својот прозорец во висока зграда, но останала инвалид. Додека лежала во болница, крајно очајна, сватила дека Исус има нешто да ја каже. И еве таа како тоа го разбрала. Неда имаше здраво тело, но осакатена душа. Од сега ќе имаш осакатено тело, но здрава душа. И по таа несреќа и горчливо искуство, таа му го предала својот живот на Исуса Христа, својот спасител. Кога конечно била пуштена од болница, дошла дома, се помолила Бог да ја покаже на кој начин да им сведочи на другите за Божјата милост, која направила темелна промена во низиниот живот. Се сетила да даде оглас во локалните весници со која нуди својата помош. Навистина, почитувани гледачи, се случуваат такви трагедии во животот на многу луѓе, разочарани од состојбата во која се наоѓаат. Многу луѓе се физички здрави, но душите им се осакатени и посегнуваат понов најлошото по својот живот. Тогаш сатаната доаѓа им шепоти дека не вреди повеќе да се живее, дека никој не ги сака, дека никој не ги повикува, дека никој не сака да разговара со нив, дека се безвредни, и тогаш тој непријателски глас им вели: посегни по својот живот. Но не е тоа добро. Во тие тешки моменти треба да се наслониме на Бога, да го повикаме Бога во молитва. Бог е толку далеко колку што трае една молитва од 2 реченици. Како што апостол Петар почнал да тоне во водата, сеќавате вие кои сте го читале тој настан. Тој само рекол: Господе, помагај. Исус му е пружил раката и го извлекол од студената вода. Иако Петар бил рибар, бил професионален пливач,
но во тие мигови тој можел да потонал и да се удави, но сепак се сетил на Исуса во молитва и Бог му помогнал. Кога ни е тешко и нам, да се сетиме на Бога кој е секојаш поред нас. Бог има планови за иднината, посебно за твојата иднина. Без тие планови светот би бил како лавиринт без појдовна точка. Бог е добар, Бог е верен, Бог е непроменлив. Затоа зошто да се грижиме, вели книгата на пророк Наум, 1 глава, 7 стих, која ќе навалат проблеми за да те одведат далеку, потпри се на карпата. Читајте во книгата на Давида, Псалам, 61 глава, 2 и 3 стих. Во Бога е силата, во Тебе, Господе, е и љубовта. Псалам 62 и 11 и 12 стих. Кога се чувствуваш слаб, потпри се на Божјата сила, а тогаш ќе можеш да им помогнеш и на оние кои само изгледаат посилни, но не знаат за силата. Наистина, прекрасни зборови кои имаат за цел да не охрабрат, да потикнат во нас желба да живееме. Не знаеме што не чека ова 2022 година, но знаеме едно, дека Господ е истиот, како што вели во книгата на пророк Малахија. Господ не се менува вчера, денес и утре. Тоа го потврдува и апостол Павле во посланието до евреите. Бог е истиот, не се менува, но од нас зависи кога ќе се најдеме во некој темно ќоше или во темнина, дали ќе погледнеме горе кон небото, кон Спасителот, или нашите очи ќе бидат насочени долу кон земјата, кон темнината, како ова Господја Неда, која посакала и помислила да си го одземе животот, како ова Господја што во Скопје денеска утрово си го одзела животот, паѓајќи долу на кола. Едноставно не се знае дали ќе остане жива или ќе остане, односно инвалид, или ќе заврши со својот живот. Но, еве сосема на крај од овој пример. Секој од нас може да направи нешто за да им помогне на другите. Без оглед дали сме здрави, болни, стари или инвалиди. Можеме да бидеме Христови следбеници, дури кога разговараме со Бога за другите. Подготвени сме да им зборуваме за Бога на другите. Може би имаш некои физички недостатоци, може би немаш рака, нога, или си во инвалидска количка, или си на својата болесничка постела. Ние можеме да се молиме еден за друг и да бидеме посредници. Има многу примери, јас сум читал многу примери, почитувани гледачи, на личности кои се инвалиди, кои доживееле неуспех физички, но духовно се толку силни, толку се јаки, што прават чуда, се молат за други луѓе, ги насочуваат кон Христа, кон Спасителот. Нека и ние бидеме оние луѓе кои навистина духот да ни биде јак, срце да ни биде топло за Господа. Може би физички имаме недостатоци, но Бог еден ден кој ќе дојде Исус Христос, ќе ни ги врати, ќе ни ги надокнади сите наши недостатоци, ќе бидеме во вечна младост со Христа во вечноста. Одиме сега со една песна, а потоа повторно ќе се вратиме во нашата емисија. Од срце искрено благодарам на Тебе, Татко наш, благодарам што Ти го даде Исус Христ, Синот свој. Благодарам од срце искрено, благодарам на Тебе, Татко наш, благодарам што Ти го даде Исус Христ, Синот свој. Слабиот нека вери
sve što napravi za nas ti. Slabi od neka veli, ja sam jak, siromani od bogacu, zaradi se što napravi za nas ti, za nas ti. Blagodaram od srce iskreno, blagodaram na tebe tako naš, blagodaram što ti go dade Isus Hrist, Sinoć svoj. Blagodaram od srce iskreno, blagodaram na tebe tako naš, blagodaram što ti go dade Isus Hrist, Sinoć svoj. Slabi od neka veli, ja sam jak, siromani od bogacu, zaradi se što napravi za nas ti. Slabi od neka veli, ja sam jak, siromani od bogacu, zaradi se što napravi za nas ti, za nas ti. Evo nepovtorno nazad v živo v naša tautinska programa. Počtovani gledači, via sledite emisijata na radio Glasna Nadešta od Kavadarci, adventističko radio koje imituva ova programa od ponedeljnik do petok v 8 časov i 30 minuti. Sledova rubrikata za zdrava hrana ili sovjeti od poljeto na zdravjeto. Danes imam prigotveno jedan ubav recept koji sakam da go spodelam, za koji miksosite vas, posebno do gospodite koji gotvat, pa i domažite sekako. Zato prigotvite se da go zapišete, zemete penkalo ili s hartija, ili ke može da go slušnete i vo drugite narednite času, i bidi ke ova emisija se snima i ke može da ja pogledate povtorno na našta Facebook strana Radio Glasna Nadešta ili na YouTube kanal od Radio Glasna Nadešta. No preda ja spodelam ovaj recept, sakam da spomnom samo nekoliko sovjeti kako prirodno dopodobar imunitet se ne ogijeme vo zimski period, koga sonce to pomalko go ima, koga ima povike virusi i sme podložni na različite zaboluvanja. Eve što daneska imame sovjeti, koga je vo prašanje kako da go podobrime našiot imunitet. Jadete žolto i portokalovo ovošje i zeleni zelenčuci. Znači, ovaj sovjet da jademe što poveke prirodno ovoše so žolta boja i zeleni zelenčuci. Konzumirajte riba. Znači, ako neste ljubitelji na meso, a meso to treba da se izbegnova sekako, no eve se ušte može da se najde zdrava riba na ovje prostori kada što nije živeme. Vnesuvajte probiotici. Namjesto čokolada jadete med i cimet. Znajme da kad cimetot je mošne zdrav i go namalo nivoto duri na šeker od krvta, tako da eve med i cimet v kombinacija to je idealna zamena za čokoladi ili za proizvodi od šeker. Spijte redovno, vežbanje najmalko 2 pati nedeljno. Znači, fizičke aktivnosti ako vi imate vo red, međutim ako vi rabotite vo kancelarija ili ste po stari godini, ubovo da izlezete vo priroda
i da jednostavno ako je ladno, studeno nadvor togaž doma, da vežbame najmalko 2 pati dnevno po 15, odnosno do 30 minuti. Urivač na imunitetot kaj malite, se misli kaj decata, no i kaj возрастните je prekomerната težina. Oti može da go oslabi imunološki sistem, така što im preči nabelite krvni zrnca v proizvodstvoto na antitela. Jedan od najvažnijih načini za dobivanje na imunitet je redovno spijenje. Minimum 6 do 8 časa kaj возрастни, a 8 ili nad 8 kaj deca. Osobeno vo zimski period imunitetot najdobro se čuva i gradi koga telo to odmara i evo mir. Znači, ove soviti i ove prethodnite, što gi spomnavme, da jademe, znači, žolto, odnosno zeleno ovošje, zelenčuci, da konzumirame riba, namjesto čokolada, da jednostavno koristime med i cimet, da spime redovno, da imame fizičke aktivnosti ki ni pomognat mnogo vo steknuvanje na jedan zdrav imunitet, odnosno da se borime protiv virusite koji gi ima nasekade okolo nas. A сега sakam da go spodelam predlogot za recept za ovoj den. Pred nas je praznici i možete idealno da go iskoristite ovaj recept, učitovani gledači, da go probate i jaz vi garantiram da ki uživate v ova krem čorba od brokoli i kompir. Znači, zdrava je, bez meso je, no polna je so vitamini. I zato eve što je potrebno za da napravite krem čorba od brokoli i krompiri. Potrebni vi se 300 grama brokoli, gi imame na zelenite pazari, 300 grama kompiri, jedan strak pras, znači jedan pras, jedna zelenčukova kocka za supa može da stavite radi vkus, 1 litar voda, 2 do 3 kriške lep, 1 češnje luk, maslinovo maslo, sekako so dodatok na sol. I сега, kako to da go podgotvite? Eveke zborovam poleka da može da go zapišete ili da go zapamtite. Brokulata ubavo izmejte ja. Podelite ja na cvećinja. Znači, na parčince kja iskršite, kja isečete, kompirite, izlupite gi i seckajte gi na kockički. Sipajte 1 litar voda vo jedan podlabok sad ili tenđere. Posolete i stavite go sadot na ringla. Znači, ako čuvate ringlati, poleka vodata se zagreva. Koga vodata ke počne da vrije, stavite nekoliko cvećinja brokola i varite gi 3 minuti od momenta od koga vodata povtorno ke počne da vrije. Znači, koga vrije, togaš ke smetate 3 minuti. Izvadite gi od vrelata voda i stavite gi vo činija so ladna voda. Zašto ladna voda? Sekako vi domaćinki znajete, za da ne se raspadne, to je ladnata voda mu dava jedna svežina. Posle nekoliko minuti izvadite gi od vodata, iscedite gi i ostavite gi za serviranje. Vo vrelata voda, znači vo ta istota vrela voda kaj što se varele brokulite, stavite ja kockata za supa i promešajte dodeka ne se rastopi. Vo drug sad na ringla zagrejte 2 lažici maslinovo maslo i stavite go seckani od pras. Znači, godinstate prazot. Koja ke omekne, dodadete gi seckanite kompiri. Pržite gi nekoliko minuti so postojeno mešanje, a potom dodadete ja zelenčukovata supa. Ostavite da se vari na sredna temperatura. Pred kraj dodadete gi preostanatite cvetovi brokola i varete doreka ne omeknat. Tenđereto trgnite go od ringla i so račen mikser izmiksirajte ja ubavo supata so site sostojke vonea da stane kremasta. Doreka se vari čorbata, iseckajte gi kriškite lep na kocki. Stavite gi vo jedna činija, dodadite go sitno seckanoto lukče i malku maslinovo maslo. Izmešajte seto toa. Potom sipete gi vo tava so jedan sloj i stavite gi da se pečat vo zagrejana rerna na 200
Celzijusovi stepeni okolo 10 minuti. Predaja poslužite krem čorbata, po potreba dodadete sol. Sipite ja vo keramički čini i vo sekoja činija stavite po jedno cveće varena brokola i malku otpečenite kocki lep. Evek je povtoram, zova krem čorba od brokoli i krompiri vi se potrebni. 300 grama brokoli, 300 grama krompiri, 1 strak pras, 1 zelenčukova kocka za supa, 1 litar voda, 2 do 3 kriški lep, 1 češne luk, maslinovo maslo i sol. Posako vam dobar apetit kojeg je jadete ova supa. Ja sam inako ljubitelj na supi, na čorbi. Mnogo gi sakam, a posebno eve ova što kako predlog za ovo jutro ja spodelivme со vas. Пред одиме на следнава рубрика, почитувани гледачи, еве ке слушнеме уште една песна, но пред да режијата ја пушти песната, сакам да нагласам дека сите вие кои сакате да имате подарок Свето писмо Библија за ова година, која следува, слободно пишете ни, а ние ќе ви возвратиме со убава Библија на македонски јазик, што ќе биде во ваша собственост. Одиме сега кој е подготвена песната и потом се враќаме во живо во нашата емисија. Koliko puta bez tebe sam tražila sreću za sebe ja, al sjetim se tad da voliš me, uzalud nije bila tvoja bol. Ja želim reći da moja lutanja sada prestala su, jer tvoju ljubav ja znam. Zato dajem ti sve, moj Bože, sve što je moje, ne bude tvoje. Dajem ti sve, moj Bože, cijeli moj i sam život moj. Kada mislim na tebe i ljubav kojom me čekaš ustrajno još, u mome srcu novi treptaje i nove su misli što mijenjaju me. Zato dolazim ja, jer zoveš me ti, vraćam se tebi, samo ti si moj Bog. Zato dajem ti sve, moj Bože, sve što je moje, ne bude tvoje. Dajem ti sve, moj Bože, cijeli moj
život moj, za život moj, cijeli moju. I sam život moj. Dajem ti sve, baš sve. Dođemo do последната рубрика, почитувани гледачи, во нашата утринска програма, во оваа емисија, кога зборуваме за исчезнати градови или цивилизации, односно археологијата ја потврдува Библијата. И денеска сакам да ви пренесам неколку интересни работи од книгата Археологијата ја потврдува Библијата од Драго Обрадовиќ, професор по археологија. Тој во ова книга ни пренесува интересни работи и овутро ќе зборувам за настанокот на Новиот Завет. Во вчерашната емисија зборувавме за настанокот на еврејската Библија, односно на Стариот Завет. Свети списи на првите христијани биле списите на еврејската Библија или она како што била позната под името Стар Завет. Дури вдахновени извори во тие први денови на црквата биле апостолите Исусовите кажувања. Апостолите се сметани за авторитет делумно затоа што го познавале Исуса и биле сведоци на неговото воскресение, делумно затоа што Светиот Дух ги водел на посебен начин. Значи во времето на Исуса Христа Стариот Завет бил во оптек, односно луѓето, евреите го читале и го проучувале. Меѓутоа, со Исусовото појавување на оваа земја се појавиле и неговите 12 апостоли, кои ги запишале сите настани кои биле поврзани со Исуса Христа. Освен тоа, пред да се врати на небото, Исус им предал своја власт со налог да ги учат сите како што им заповедал тој во Матеј 28 глава. Исус не напишал ниту една книга, бидејќи неговите следбеници, неговите зборови ги сметале како нешто посебно, други учители и проповедници ги пренесувале усмено. Значи, во прво време настаните биле пренесувани усмено, а потоа само неколку десетлетија по Исусовата смрт, Светиот Дух ги потикнал Марко, Матеј, Лука и Јован да ги соберат неговите кажувања заедно со извештаите за неговите дела. И така, сите тие извештаи посебно биле собрани и настанал Новиот Завет. После, тука се појавува и писателот Павле, кој напишал голем дел од Новиот Завет. Со текот на времето, првата црква почнала советите на апостолите да ги смета за посебно значени при решавањето на разни проблеми. Некои од тие совети се нашле во писмата, односно во посланијата. Апостол Павле не се сомневал дека неговите писма се вдахновени. Тој пишувал во име на нашиот Господ Исус Христос. Апостол Петар го препознал божествениот авторитет во посланијата на апостол Павле, па дури и ги изедначил со Стариот Завет. Познато ни е дека посланијата на апостол Павле требало да се читаат во другите цркви, а тоа веројатно бил случај со писмата на другите апостоли. Знаеме дека и Петар доста пишувал, Јуда има напишено посланица, Јован Богослов има многу, 3 книги има напишено, значи, односно 4 апостол Јован. Со текот на времето собрани се и апостолските посланија, исто како и Евангелијата. Првата позната збирка ја воспоставил кривоверецот Марцион некаде околу 140-150 година после Христа, но Марцион имал теолошка наука која се содрувала со науката на Исус и апостолите. Поради тоа и други направиле збирка со цел таа наука да ја прикажат подобро. Една таква збирка е Мораторевиот канон, некаде околу 170 година, ги содржи сите книги на Новиот Завет, освен посланието до евреите, посланието на Јаков и второто послание на апостол Петар, но канонот на Мораторий вклучувал во себе и некои книги што ги нема во денешната Библија. Во следните 10 години настанале бројни други канони на Новиот Завет. Постепено настанало единствено мислење засновано на блискоста на разни писатели со Исуса и апостолите. Така, апостолскиот авторитет станал главна одредница за содржината на Новиот Завет. Александрскиот бископ
Атанас je napravil popis na site 27 knjigi na našиот денешен Нов Завет што го имаме. Конкретно 4. век, христијанската црква го прифатила тој канон, значи некаде при крајот на 3, односно почетокот на 4. век е формиран, почитувани гледачи, Новиот Завет како канонска книга. Канон значи мерка, правило, исправно. Зашто читавме, се појавувале и други луѓе кои вметнале лажни списи во Новиот Завет. И сега овие 27 книги кои ги имаме ние во Новиот Завет се препознаени како исправни, како веродостојни, како оние кои Бог ги потикнал писатели, односно луѓе кои ги напишале тие извештаи. И така овде вели конкретно 4. век, христијанската црква го прифатила тој канон и сите гранки на христијанската црква, православната, римокатоличката, протестантската, се уште го сметат за вдахновен. Согласувањето околу Новиот Завет значи дека таква согласност постоела и околу Стариот Завет. Затоа во некои Библии имаме 66 книги, но во некои, на жалост, имаме додадени 77 книги. Во исправната, она канонската Библија има 39 Стариот Завет и 27 има Новиот Завет. Но зошто се појавиле одвишок или вишок на некои книги во некои Библии, во некои преводи на Библијата? Затоа ќе кажеме утре во нашата последна утринска програма во тек за оваа година. Затоа што се појавиле апокрифи, почитувани гледачи. А што се тоа апокрифи? За нив утре малце поопширно ќе кажеме. Всушност, апокрифите се лажни списи кои не се вдахновени од Божиот дух. Тие луѓе кои ги пишувале не биле вдахновени од Бога, туку пишувале традиции, народни обичаи и сакале да ги вметнат во Библијата. Затоа, ако имате вие дома Библија, која има повеќе од 66 книги, вие треба да ги препознаете кои се тие книги. Тоа не е греф ако ги читате како историски книги, меѓутоа не се вдахновени, не се со Божи потпис, што би се рекло. И затоа утре во нашата утринска емисија ќе кажеме повеќе што се тоа апокрифи, кога настанале и зошто треба да бидеме внимателни кога ги читаме нив и кога ги проучуваме. Еве, почитувани гледачи, пред да се одјавам, сакам да кажам и да ви заблагодарам на денешното дружење што го имавме со вас, што бевте дел од оваа наша утринска програма. Сакам да ве повикам сите вас кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат. Со таа реклама ние ќе се одјавиме малце подосна, за која минута од ова наша емисија, меѓутоа сакам да ве повикам сите вас кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат. Значи онлайн, електронски, во својот дом. Имате 8 прекрасни подречја кои може да ги изучувате, да ги проучувате и да дознаете многу повеќе за Бога, за здравјето, за семејството, за бракот, за археолошките пронајдоци кои се пронајдени. Значи овде имаме 8 подречја. Библиска археологија, библиски пророштва, за верата, за верувањето, совети за здравјето и така натаму. Доволно е да влезете на интернет, да напишете Библијата зборува.мк и ќе ви се отвори дописната библиска школа. Таму има упатства како да се зачлените, како да успоставите контакт и ќе одговарате на прашањата кои не се тешки, имате прекрасен материјал во самиот текст и ќе ги читате. Ми преостанува да ја одјавам емисијата, да ви посакам да имате убав ден и бидете одговорни, чувајте се, Господ нека биде со сите нас и ви закажувам повторно средба утре наутро во 8 часот и 30 минути, а до тогаш довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет
преку курсевите на интернет или во печатена форма.